Предвидените заеми од Велика Британија кои во наредниве 10 години може да достигнат и 6 милиарди евра, нема да го зголемат јавниот долг, смета министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска. Таа оптимистички најави дека во наредниве години македонската влада и покрај влечењето на ратите за проекти кои реално ќе се реализираат, буџетскиот дефицит ќе остане во рамките на предвиденото во фискалната стратегија 2026-2030 година. Инаку буџетскиот дефицит е разликата меѓу приходите и трошењата во буџетот, односно представува сумата која владата ја нема, а е неопходна да се финансираат потребите на државата. Да, јавниот долг може да се зголемува само поради буџетскиот дефицит најмногу. Кој што, нели, како што кажав, се трудиме да го намалуваме, консолидираме и ќе видиме, јас верувам дека ќе успееме да имаме по-ниски буџетски дефицити. Со фискалната стратегија која се усвојува од собранието и која треба да биде своевиден устав на Министерството за финансии околу планирањето на буџетите, но која со децении воопшто не се почитуваше од министрите, стои дека во наредните години ќе се намали буџетскиот дефицит, кој се финансира со ново задолжување. Според Димитриевска-Кочовска, трикот како не би се зголемил јавниот долг, иако ќе имаме нови задолжувања, ево тоа што ќе се кратат желбите на министерствата што се сака да се реализира како капитална инвестиција. Со уредбата за јавни инвестиции патот е пропишан. Тоа значи дека секоја таква институција најпрво треба да пушти до Министерството за финансии известување со образложение зошто е потребна таа инвестиција. Потоа имаме посебно тело во рамки на влада кое што ќе ги разгледа сите тие желби, ајде да ги кажеме, или намери за инвестиции, врз основа на тоа ќе одреди и ќе предложи на владата од, 10, 15, 20 такви проекти. Сметаме дека овие 10 се приоритетни, останатите 10 не се приоритетни во моментот. Ова би значило дека од сегашните 650 милиони евра капитални инвестиции, тие што се заглавени или нема шанси за реално реализирање, да бидат отфрлени, со што ќе се остави простор за реално задолжување од 300 до 400 милиони евра од британците, кои ќе бидат во рамките на буџетскиот дефицит кој е предвиден со фискалната стратегија. Да, ќе успееме. Е оптимистична министерката, иако ваквиот план има многу економски, но и политички предизвици, бидејќи добар дел од министрите ќе треба да се откажат од своите амбициозни инвестициски планови, кои сепак добро звучат пред гласачкото тело.